Почеток на овие вести. Само ќе споменам дека телевизија Нова и во текот на изборната кампања ќе продолжи со трендот да известува навремено, но повеќе за деталите како ќе известува телевизија Нова дознаваме од главната и одговорна уредничка на телевизија Нова Билјана Трендафилова Василева. Билјана, добар ден. Освен што за партиите ова ќе биде тежок на некој начин период во следниве 20 дена, исто ќе биде и за медиумите. Што е тоа што телевизија Нова ќе им го понуди на своите гледачи? Така, Иван, поздрав до гледачите на телевизија Нова. Особено ќе биде напорен овој период кој што доаѓа и за нас како медиум, бидејќи знаеме дека имаме 16 часа жива програма, на секој час вести и секоја вечер дебати и отворено студио. Ќе им понудиме многу нови содржини. Впрочем, и телевизија Нова во текот на изборната кампања продолжува со трендот кој што го поставивме од самиот почеток, од првото појавување во македонскиот медиумски етер. Ви подготвуваме нови содржини. Имаме мобилно студио кое одблиску кога известува за време на изборната кампања, ќе бидеме блиску до политичките партии. Како што ви најавив, трендот кој што го поставивме уште од првото појавување во македонскиот етер, а тоа е воведување на нови стандарди во креирањето на информативната програма. По примерот на светските информативни мрежи CNN и Fox, и телевизија Нова воведува мобилно студио. Вие можете веќе да го видите на екраните. Тоа е мобилното студио, брендираниот автобус кој одблиску ќе ги следи активностите на најголемите политички партии во текот на изборната кампања. Ова мобилно студио од лице место ќе известува од митинзите на политичките партии. Нашето мобилно студио е сателитски поврзано и во него има најсофистицирана телевизиска опрема. Покрај нашите репортери, километражата на мобилното студио до затворањето на кампањата ќе одбројуваат и голем број на аналитичари и експерти, со чии анализи ќе се обидеме најдетално и први да ве информираме за активностите на кандидатите за новиот собраниски состав. За да бидеме први, ќе помогнат и будните очи на најбројниот дописен тим во Македонија, кој возможува во живо, во секое време да се вклучат во програмата на телевизија Нова. Тимот на нашиот медиум за изборите подготви и бројни анализи, графички прикази, прилози, кои што секако имаат за цел на нашите гледачи да им овозможат досега невидено визуелно искуство во поглед на изборното информирање. Како што ви најавив, ви подготвуваме специјална графика, подсетување на изборните резултати од претходните изборни циклуси, а да најавам и оригинален концепт за денот на одржувањето на изборите. Ви подготвуваме жива програма, секако одблиску од партиските штабови, ќе ви информираме и за изборните резултати. Имаме многу новини, како што веќе ви реков, ќе бидеме во текот на изборната кампања на лице место, ќе известуваме од сите партиски митинзи на политичките партии, ќе имаме многу анализи, гости, а нашето мобилно студио ќе стаса секаде низ Македонија, во оние градови каде што ќе се одржуваат партиски митинзи. Иван, веќе им најавив на гледачите, нашиот тим не само анализи, подготвува и графички приказ, имаме и ќе имаме многу бројки и анализи, ќе подсетиме на изборните резултати од претходните изборни циклуси, но како што реков, оригинална програма подготвуваме за самиот ден на изборите. Да кажеме дека и нашето мобилно студио веќе е на пат во еден од поголемите градови низ Македонија, каде се најавени вечерашните митинзи на политичките партии. Да, денеска ќе ги видиме колешките Бојана Димитриевска директно од Охрид, колегата Градимир Марковски ќе биде во Прилеп. Ја и на самиот почеток ги спомнав сите оние кампањи од партиите кои каде ќе учествува, односно ќе го отвори, ќе го започне првиот ден. Биби ништо друго не ни останува за крај, освен да си посакаме среќа, лесни и навремено информирани избори за гледачите на телевизија Нова. Во тоа ќе ни помогне се она што пред малку го спомена. Така, целиот овој тим кој што и пред, но и зад камерите, како што работеше овие изминати 10 месеци, така ќе биде подготвен, ажурен и на лице место ќе одговори на овој голем предизвик за нас, бидејќи ова е еден пример кој што согласно светските искуства, по примерот на телевизиските канали на CNN и на Fox News, го воведуваме за прв пат во Македонија, но и во регионот. Ти благодарам, Билјана. Тоа беше Билјана Трендафилова Василева.